Граѓаните нема да им заборават на пекарите кои сега им свртеа грб. Тие тогаш со производство ќе продолжат повторно, но тогаш нив ќе ги снајде бойкот и тоа ќе им биде нивната граѓанска одмазда, велат денеска анкетираните Штипјани. Поли заслужуваат, ама немаме ние власт сега. Иначе заслужуваат сите такви што прават ние да страдаме, да страда народот, да страда. Ја го по маркетите нема леп, народот нема леп да се купи. Не, ќе си месимо. Да вртиме рукавите до гори, ќе месимо. Како некој пат ќе месимо, некој пат мора да купам. Според економскиот експерт Бранимир Јовановиќ, одлуката на големите пекари е недопустлива и за пример ја наведува Албанија. Во одлуката за замрзнување на цената треба да пропишат дека фирмите се должни да продолжат со непречено снабдување и дека ако не го направат тоа, ќе има строги парични казни, па и можност за превземање на производството. Во Албанија и Србија, кога се замрзнаа цените, се пропишаа и вакви одредби. Во Албанија највисоката казна е 2 милиони евра, а државата може да ја заплени и целата залиха на производи со која располага фирмата. Па тогаш да видиме дали фирмите ќе се однесуваат вака. Оцени Јовановиќ. Штипи регионот вчера навалну трпат минимални штети од прекинатото производство на леб, бидејќи тука помалите произведувачи работат со полн капацитет. Цената на левот ја намаливме од 35 на 30 денари. Што се однесува до капацитетот, нешто има благо покачување на продажбата. Ние действуваме, ако има поголема потреба, можеме и да го зголемиме производството.